Почитувани граѓани и почитувани медиуми, по вчерашната средба имаме нови околности на политичката сцена во земјата. Председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски јавно кажа дека ВМРО-ДПМН не е против уставните измени. Мицкоски и ВМРО-ДПМН де факто го променија ставот. Прифатија уставни измени и прифатија учество во влада за европска иднина на паритетна основа, со ист број на министри. Дури условот ДУИ да не биде дел од владата експресно беше прифатен од страна на ДУИ, само да не се измислуваат нови и нови услови. Од друга страна, прифатено е барањето измените на уставот да важат одложено, односно од денот на одржувањето на втората меѓувладина конференција. Барањето за избори што понатаму ќе ги спроведе заедничката влада исто така е прифатено. СДСМ како одговорна државотворна партија повторно покажа државнички капацитет и уште еднаш потврди дека иднината на граѓаните и интересот на државата се на прво место. Сега врз основа на новите околности на политичката сцена потребно е диалогот да продолжи. Македонскиот јазик и македонскиот идентитет се целосно заштитени. Преговорачката рамка во себе ги содржи сите гаранции. Преговорите се одвиваат и ќе продолжат да се одвиваат на официјален македонски јазик, без фусноти и додавки, јазик рамноправен со останатите јазици во Европската Унија. Дополнително, една голема европска држава наскоро ќе донесе резолуција со која се потврдува дека се препознава и признава недвосмислено македонски јазик, идентитет и македонска култура. Почитувани, членството во Европската Унија е стратешка цел на државата, врвен приоритет на генерации македонски граѓани. И оттаму, обврска на сите политички субјекти е да се реализира оваа цел. Потребно е национално единство да го заокружиме овај процес, да обезбедиме европска иднина за сегашните и идните генерации. Ви благодарам.